Продолжуваме со емисијата. Тука го имаме директорот на ЦУК, господин Стојаче Ангелов. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Господине Ангелов, да почнеме со она што е најново, што е најактуелно. Последно беше несреќата во Лепенец, тоа автомобилот кој излета во реката, спасувачката акција која беше организирана. Кој е епилогот од сето тоа заврши? Кажете ми кои се вашите информации. Би рекол една страшна несреќа, каде што возилото со 4 патници заврши во надојдените води на реката Лепенец. Притоа се отвориле перничињата, воздушните перничиња, кои што верувам дека го оневозможиле движењето на патниците. Едно лице, односно еден од синовите, останал жив, успеал да излезе од возилото, додека останатите 3 лица настрадаа во оваа несреќа. Верувам дека се удавиле. Од страна на МВР веднаш беа испратени тимови од Тигар, од специјалната единица Тигар, нуркашки тимови, но воедно веднаш започна и претрага со дрон, со кој што се пребаруваше коритото, брегот на реката, затоа што на некои места брегот е многу пошумен и отежното е движењето, бидејќи водата, нивото на водата беше кренато и буквално во самата вегетација. Првиот ден, за жал, не беше најдено возилото. Повторувам, водите беа надојдени и матни. Притоа нуркачите се соочуваа со многу сериозни, би рекол, ризични ситуации за нив, односно водата носела разни предмети, вклучително и надворечни гуми, големи дрва, трупци кои што можат не само да ги повредат, туку да ги убијат нуркачите, но се работи за добро обучени храбри момци од специјалната единица Тигар. Вториот ден потрагата продолжи, се вклучи и тимови на дирекцијата за заштита и спасување. На лице местото беше и директорот на дирекцијата за заштита и спасување Беки Максути, но и тим нуркачи како еден дрон од Косово, кој што дојдоа на помош на во оваа спасувачка мисија, иако реално не имаме доволно капацитети, но сепак во знак на добра волја беше овозможено и тим од Косово да учествува во потрагата. Во попладневните часови возилото беше најдено 50 на метри оддалечено од местото каде што најверојатно излетало, за жал со тројцата починати патници. Да. Тоа, значи, уште еднаш укажува за капацитетите на институциите кои треба да бидат подготвени за вакви несреќи, за жал, кои може да се случат. Имаме, би рекол, доволно тимови за вакви, не дај Боже, ситуации, непосакувани ситуации, доколку се лимитирани. Проблеми се јавуваат кога се случуваат големи несреќи во кои што се вклучени повеќе луѓе во несреќата, но воедно ова укажува на еден друг момент дека час поскоро патот кон Косово треба да биде направен, бидејќи од снимките кои што можеа да ги видат и вашите гледачи, се гледа дека местото на кое што возилото излета во реката Лепенец нема дури ниту основна ограда. Значи е целосно небезбедно и може и во иднина да ни се повтори ваква несреќа од најразлични причини, затоа во интерес на државата е час поскоро автопатот кон косовската граница да биде завршен, бидејќи од другата страна не пречекува на вистина модерен и извореден автопат од косовска страна. Очекувам најбрзо што може од наша страна да имаме исто така еден добар модерен автопат. Да, во однос на останатите поплави кои се случија во државата, каква е состојбата, бидејќи видовме и мостови кај нас кои може да се урнат, ке разговараме и за тоа. Каква е сега состојбата со реките, со поплавите? Состојбата е стабилизирана, нивото на сите реки се намалува, мислам дека тој ударен бран е завршен, иако постои можност од нови врнежи во следниот период, но сега земјата ќе се исцеди, водата ќе истече, така што ќе има нов капацитет да прими дополнителна вода, бидејќи еден од проблемите е тоа што поради долготрајните врнежи, кои што повеќе од еден месец се случуваат, дојде до презаситување на земјата и земјата едноставно веќе безмалку да не може да ја впива водата, поради што целата вода која што паѓа преку дождовите истекува преку суводолиците во помалите потоци, потоа во реките. Состојбата е стабилна, но сакам да укажам на еден многу значаен момент. Нашите поплави оваа година по обем па и динамика беа неспоредливо помали со поплавите во Србија. Во ниту еден момент немавме загрозено човечки животи. Ние како држава бевме подготвени, доколку некаде нивото на водата се качи метро, 2, 3 метри.
Значи луѓето да бидат принудени да отидат на вториот кат од куќата, на третиот кат, евентуално на покривот. Ние имаме доволно капацитети овие луѓе да ги извлечеме. Имаме чамци за спасување во двете наши специјални единици, и во Тигрите и во Ебара, но исти такви чамци имаме и во специјалните армиски единици, како и во дирекцијата за заштита и спасување. Овие поплави беа мали, иако многу непријатни за луѓето кои што беа зафатени со нив. Беа поплавени големи земјоделски површини, штетата е многу голема. Ако земеме во предвид дека на некои луѓе тој имот е се што имат, живеат буквално тој имот, како држава, пред се локалната самоуправа, но потоа и централната власт, треба да помогне, затоа што овие луѓе остануваат без екзистенција. Ние гледавме дека во Ротинци втор пат посадена култура, мислам дека беше пченка, значи еднаш поплавата и ја уништила културата, имале време за втор насад на истото место, сега веќе е доцна повторно да садат, но повторувам, не беа загрозени човечки животи, беа поплавени пред се подрумски простори, евентуално некои приземни простори. На неколку места пративме пумпи за испумпување на вода, истите не можеа да работат затоа што нивото на вода беше многу ниско, 15-20 сантими. Треба да има повеќе вода за пумпите да бидат ставени во функција. Значи не зборуваме ние за некаква алармантна поплава, но факт е дека е многу непријатна, бидејќи луѓето чии што подрумски простори или приземни простори беа зафатени, исто така претрпеа материјална штета, па се појавуваше опасност од струен удар доколку водата дојде до електрична инсталација, но генерално едни од, би рекол, најголемите последици се во општина Делчево, каде што една од градските улици е уништена од надојдените води. Во Делчево и сликите беа најстрашни, видовме возила кои што беа во вода, но водата и таму набргу се повлече. После 1 до 1,5 час по прескинувањето на врнежите, водата целосно истече, се повлече со исклучок на подрумите, каде што требаше малку подолго време истите да бидат испразнети. Во Делчево, да, се користе и пумпи. Пумпи, градоначалникот сам побара помош од локалните општини, благодарност до сите соседни општини на општината Делчево, кои што помогнаа на градоначалникот на Делчево. При тоа ќе го кажам и примерот со градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, со кој што јас директно стапи во контакт и побарав да испрати неколку тимови, буквално за 10-15 минути по нашиот разговор, тимови од Кавадарци тргнаа кон Делчево. Значи тоа е таа солидарност на локална самоуправа, бидејќи законот пропишува кога се случуваат вакви поплави, па и пожари, градоначалниците се главни. Тие се тие кои што треба да се справат со тие локални со локалните кризи, без разлика дали е поплава, дали е пожар. Па да искористам ова прилика да упатам апел до градоначалниците да ги прочитат законите и да ги прочитат нивните надлежности. На многу места имаме релативно нови градоначалници кои што едноставно не се запознати. Иако секаде градоначалниците дадоа максимум, можам да пофалам повеќе градоначалници кои што одговорија како што треба, но треба да знаат и во пресред на престојната сезона на пожари, која што најверојатно ќе не очекува и ова жешко лето, треба да бидат подготвени самите со сопствени ресурси да се справат. Најпрво да спречат, потоа да спасуват. Во случај да не може да постигнат, да нема доволно капацитет и ресурси, треба да барат помош од соседните општини. Дури потоа може да се побара помош од дирекцијата за заштита и спасување, по потреба полицијата, армијата се прогласува кризна состојба и се активират механизмите на кризниот менеджмент. Значи ова и граѓаните не го знаат, бидејќи кога почна поплавите многу често ме бара. Мене ме бара секојдневно граѓани кои што беа засегнати од надојдените води. Како што е, например, во општина Јагуновце, Облешево, Крива Паланка. Ја бев постојано секој ден излезен на терен на разни места. И, например, жителите на село Облешево, каде што водата од Кочанска река се излеа и поплави голема површина на обработливо земјиште. Таму штетите верувам дека се многу големи, но влезе и во дворовите на куќите. За среќа не влезе во куќите, дојде буквално до праговите на, би рекол, 10 куќи, но градоначалниците се тие кои што треба да ги преземат сите мерки, почнувајќи од механизација. На некои места, како што е општина Јагуновци или селото Раотинце, едноставно секој години се случува ова и нема начин како да се помогне освен со трајно решение, кое што треба да го направат стручни луѓе, но таму има одредена донација од некој од меѓународните фондови, не знам точно
од кој фонд, зборував со градоначалникот на општина Јагуновци и верувам дека брзо ќе биде изработено трајно решение, најверојатно со дигање на бедеми или зидови во тој дел од реката, за да не може реката да се излева, бидејќи едноставно кога ќе надојде голема количина на вода, водата се излева од коритото, со тоа што ние како Центар за управување со кризи веднаш стапивме во комуникација со ХЕЦ Вруток и побаравме веднаш да стопират водата. Значи вода од Вруток не се испушташе во реката Вардар, бидејќи и таа го зголемува нивото за одреден број на сантиметри. Зависи од количината на испуштена вода, односно од струјата која што се произведува. Дури за секој случај, јас лично го побарав министерот Бектеши, при што побарав од него да провери дали ХЕЦ Вруток е сигурно затворена. Министерот ми се јави после неколку минути и ми ја потврди информацијата. Кога отидов во општина Јагуновци, беше досно околу 10 навечер, дојде градоначалникот, тој упорно тврдеше дека доаѓа вода од Вруток и затоа е толку високо нивото. Значи невообичаено високо ниво на реката Вардар во горниот тек за овој дел од годината. Тоа го кажува и сите граѓани кои што беа засегнати со поплавите, но го замолив градоначалникот да се јави на некој од вработените му, кажав сигурно познавате некој кој што работи, проверете. И градоначалникот се јави и провери и кажа да, во право сте, водата е целосно сопрена од Вруток. Значи ние како држава сме ги исцрпиле механизмите. Водата доаѓа од природата. Топењето на снегови веќе е завршено, но земјата е влажна, се исцедува, сите потоци се активни, водата се слива во горниот тек на Вардар и нивото се качува. Да, но градоначалниците, дел од нив некогаш велат дека немаат ресурси тие, дека немаат доволно луѓе, механизација и така натаму, а некогаш само едноставно се ослонуваат на државата. Тоа е проблемот за кој што вие зборувате. Но првиот, имаат ли тие ресурси да се справат со тоа? Тие се градоначалници, победиле на избори, ветувале дека ќе се грижат за граѓаните. Како зборуваме, градоначалникот е татко на општината. Треба да дадат се од себе да ги зголемат ресурсите, но во секој случај ние како држава стоиме на располагање. Ние, еве и сега укажувам, еве ги информирам, давам совет на градоначалниците да ги проверат каналите, одводните канали, оние примарни, големи канали и секундарните, особено најмалите терцијалните, за кои што јас предупредувам 2 години, кои што се запустени, затрупани, затоа што е невообичаено да има волкава количина на врнежи. Ако фати пак сушна сезона од 10 години, сите канали постепено сами од себе се затрупуваат или некои несовесни граѓани на некои места ќе фрлат ѓубре, предмети. Имаме примери кога врз овие терцијални канали се градат објекти, станува дел од нечија бавча, нива, бидејќи времето е суво. Кога ќе дојде до поголема количина на врнежи, тогаш ние ги немаме тие третите канали, терцијалните, третостепените, но и давам совет на градоначалниците, секогаш, јас верувам дека за оваа година поплавите завршија, но треба благовремено да ги проверат и примерните канали кои што не се во нивна надлежност, се во надлежност на водостопанство. Но градоначалниците може да задолжат некој нивен вработен да ги провери, да помине по каналите, доколку на некои места каналите не се исчистени или не се исчистени како што треба, ќе го известат водостопанство, доколку водостопанство не реагира како што треба, слободно нека се обрата до Центарот за управување со кризи, кај нас се вкрстуваат сите информации, ние ќе побараме тоа да го направи водостопанство. Знаете дека еден од методите кои што и јас како директор на ЦУК често ги користам е јавноста. Кога нешто не оди како што треба, излегувам јавно на пресконференција и ја известувам јавноста. Верувајте ми дека јавниот притисок има најголем ефект. И ќе ве вратам назад и вие сами ја спомнавте темата за мостовите. Пред точно 1 година на Facebook мемори ми се појави пред 2 дена мостот од Драчево. Тогаш еден добар дел од јавноста си правеше смешки со моите фотографии. Но ако не беа тие мои фотографии, луѓето немаше да знаат за она огромна дупка на мостот на Драчево, која што беше санирана наредниот ден. Но потоа ние детектиравме многу мостови. Значи повеќе мостови за кои што предупредивме. Впрочем, вашите гледачи, сите граѓани имаа можност на социјалните мрежи, но и на вашата телевизија и на другите телевизии да видат снимки, фотографии или видео од паднати столбови на 2 активни моста, кои што за жал денес се користат. Еве ве повикувам,
пуштите ваша екипа денес на мостот на Пчиња. Мостот е активен, се користи. Од друга страна, не би сакал да сум во кожата на градоначалникот на Куманово, бидејќи и тој генерално нема вина, таа состојба е таква со години наназад. Тој мост е граден уште од времето на ЈНА, значи релативно стар мост, пити Бога по какви стандарди, зборувам за мостот во Пчиња, но ние не треба да чекаме тој мост да падне и при тоа некој да загине, за да преземеме нешто. Јас верувам дека градоначалникот ќе испита стабилноста на мостот и ќе донесат одлука што понатаму. Но овде има еден проблем. Лесно е ние од ова покомотна позиција да кажеме треба ова да го направите. Тој мост, ако се затвори, треба да се изгради нов мост. Но кога јас би одлучувал, мостот би го затворил, бидејќи ние не знаеме кога ќе падне. Значи, не треба да надојде реката за тој да падне. А можеби и грешам, но затоа се викат стручњаци од градежен факултет или од друга институција кои што имат специализирано мостови и кои што имат методи како да испитат стабилноста на мостот. Исто тоа важи и за мостот, мислам дека беше село Уланци кај Градско, на кој што исто така видовме фотографии, на кој што столбовите се изместени од нивната правобитна позиција. И јас не сум сигурен дека тој мост е стабилен. Дали треба да чекаме некој мост да се сруши, како што тоа се случи во Србија, но мостот во Србија бил затворен. Иако верувам дека коли можели да минуваат по него, но видовме како се сруши, како од чега за неколку секунди падна. Ние не треба да чекаме тоа да се случи во нашата држава. Некаде некој мост да се сруши, при тоа на него да има едно или повеќе возила, некој да загине со една страшна смрт, за потоа локалната власт или централната власт, во зависност од тоа кој е надлежен, да реагираат. Затоа постојано апелираме, укажуваме и овие денови, во зависност од времето, ќе ги посетам и овие два моста, но морам да бидам многу внимателен за да не бидеме обвинети дека тераме од тоа маркетинг. Значи, се наоѓаме во една многу специфична ситуација, кога одиме во поплавените места, може некој да каже, како што каже еден граѓанин, доаѓаат овде, се сликат и заминуваат. Па да, ние доаѓаме, го гледаме проблемот, но проблемот треба да го надмине градоначалникот, не Центарот за управување со кризи или некој министер или некој друг директор на институција. Да, може да дојде било кој министер на поплавените подршки, но надлежноста е на локалната самоуправа. Со тоа што јас верувам дека како влада во текот на денешниот ден на седница на влада ќе биде донесена една одлука да се помогне на најкритичните точки, онаму каде што во општините имаше најголема штета. Видовме и мостот во Делчево, кој исто така столбовите се изместени. Тој мост најмногу ме потсети визуелно на оној мостот во Србија пред да падне, така онака лаички сега зборувам, ми личеше на вистина многу слично. Тој мост е затворен за сообраќај, кој што знаеме, не знам ќе се врши ли санација, не. Сакам да ве прашам ово што го зборувате вие. Да, некои ви обвинуваат за маркетинг, некои ви смеваат, но како што вие велите, потоа проблемите се решаваат. Но убедливо мнозинство ми дава поддршка, морам да ве коригирам. Во последниот период имаме огромна поддршка од населението, тоа го покажа и анкетата која што порачавме како ЦУК, чии што резултати одат во наш прилог. Граѓаните имаат огромна довера во Центарот за управување со кризи, но и во мене како директор на институцијата. Така беше и со карпата на матка, да речеме, слична. Знаете дека таму направивме под наше барање комплетно испитување на карпата. Во овој момент на карпата има наместено инструменти кои што го мерат нејзиното поместување. Заклучокот на стручни лица од градежен факултет е дека карпата засега е безбедна. Не дај Боже да има земјотрес, тогаш ќе биде сосем друга ситуација. Да, но прашањето ми е мене, зошто мора да делувате вака вон институционално, неформално, зошто не иде тоа по институционален систем? Зошто институциите не ги решаваат овие проблеми? Зошто вие мора да излезете на Facebook да кажете дека има проблем, па потоа да се реши? Дали функционираат институциите на системот? Да, институциите функционираат, но не секогаш најодговорно би рекол, со тоа што би укажал дека на некој од нашите пресконференции или во моите снимени видео изјави ние се обраќаме кој институција од централната власт. На авионската писта во планината Пониква, близу до врвот на планината, туристичкото место Пониква, постои една писта од времето на ЈНА, која што на крајот
завршува со вертикална стрмнина, значи можеби провали од 20-30 метри и продолжува надолу долу. Пред 2 години на ова место излета возило. Една девојка загина, млада девојка. Едно момче беше повредено. Ние отидовме таму на лице место, ние прво баравме неколку пати да се преземе нешто, откако одржавме една пресконференција која што ја пренесе само Мија во живо, но потоа ја презедоа сите други медиуми. Веднаш потоа беа поставени знаци, немаше буквално знаци. Ако вие сте откочени, знаете дека патот врти во десно, дека право е провалија. Но ако сте од Скопје, сте отишле на Пониква, ако сте уморен, ако сте испиле спротивно на закон 2-3 пива или ракија, и вие си возете право и одеднашка пред вас нема пат, вие летате во провалија. Местото тотално необележено и поставија, би рекол, сигнализација, знаци, но тоа не е доволно. Побаравме да има и вибрирачки ленти оние преку патот, до ден денес не се поставени. 5 пати, 10 пати препраќавме дописи, сега и ние чекаме, ни рекоа дека имат во план за оваа година, но оваа година полека минува и повторно ќе мора еден јавен настап за да некој презеде нешто. Воедно побаравме на местото каде што завршува пистата да се стави сериозен браник, кој што може да задржи возило во движење. Бидејќи не треба да чекаме уште некој да загине, а ќе се случи тоа порано или подоцна. Можеби после 5 години, после 10 години. Но треба да делуваме превентивно. Ние многу полагаме на превенцијата, и јас особено внимавам секаде оному каде што превентивно можеме да спречиме загрозување на нечи живот, здравје. Ние веднаш преземаме мерки. Независно колку и да се мали шансите. Ќе го кажам хотелот Русија, примерот со оградата позади хотел Русија на ќеот на Вардар, каде што още на аеродром постапи исклучително некоректно и ми порачаа да кршам керамиди со глава. Ја не видов од моето барање да постават ограда, да не загине некое дете таму, да падне во провали од 30 метра, тие ми одговорија, ти крши керамиди со глава. Тоа е мој спорт. Ја можеби во слободно време што сакам да правам, вклучително и да кршам керамиди со глава, но тие се должни да постават ограда и видео не видео, после мало натегање град Скопје, општина, аеродром, центар за управување со кризи, поставија ограда, денес местото е безбедно. Значи, тешко е да процените, ама пред да реагираме јавно, ние во повеќе наврати испративме дописи до нив. А, например, со мостот кај Визбегово, таму веќе имаме една чудна ситуација, реагиравме 10 пати, тие префрлија дека е градот Скопје одговорен, побаравме координативна средба, не дојде никој на неа, нити градот Скопје, нити општина Бутел, да видиме кој е надлежен на тој мост, и тој мост е еден од оние први што ќе паднат. Тој мост треба да биде рушен. Тоа е еден мал мост, локален, кога се излегува после касарна Тиленден кон Визбегово, кон индустријскиот дел. Да. Секој ден граѓанин кој што да си купи патеки, има таму спортски продавници или нешто за домаќинството, има многу продавници, има ресторани, се прават свадби во тој дел, има една национална телевизија на тој потек. Секој ден граѓанин ризикува од мостот да му падне коцка врз глава или врз возило и да го убие. На секое мое снимање таму, а сум бил повеќе пати, јас лично отстранувам коцки дојдени до ивицата, кои што од самите вибрации, бидејќи овде минуваат преку тој мост, иако за мене тоа многу нелогично, тешки товарни возила, товарени со градежни материјали, мостот буквално вибрира, се тресе и коцките со кои што е поплочен мостот излегуваат и нормално дека на крајот ќе паднат. Прашање на дене кога една по една ќе паднат на коловозна лента, а од оздолу имам исклучително прометен пат. Значи таа коцка не треба некој да погоди во глава, ако вие возете со кола, ја удри во шофер шајбна и падне на седиштето до вас, ќе ви извади од памет, наедноставно кажано народски, ќе сецнете на волан и ќе удрите во друго возило, ќе убиете некој друг или ќе се убиете самите себе си, или ќе повредите некој друг, или ќе се повредите самите себе си. И никој не презема нешто посериозно, иако градот Скопје веднаш постави ограда. Посебен проблем беше тоа што тротоарот буквално се срушил и падна доле. Па некои бетонски плочи висеа на арматурата на мостот. Па на наше барање градот Скопје отидоа и ги извадија тие бетонски плочи по кило, 2-5 кила, значи големи, да речем колку мобилен телефон, па се колку лаптоп. Такви плочи висеа на арматурите. И тие од вибрациите сите паѓаа на коловоз. Градот Скопје постапи сериозно, веднаш по нашето укажување ги извади и веднаш постави една, би ја нарекол, импровизирана ограда, ама таа ограда врши работа и спасува човечки животи. И други мостови, ние имаме други ситуации, да не ја
со мостовите оптовариме емисијата. Да, но уште овој за Скопје ни најважниот не е ваша директна надлежност, се разбира, мостот Беласица, но гледаме дека таму има спротиставени мислења, градоначалничката Арсовска изјави дека за една недела ќе биде пуштен мостот, потоа директорот на ИЗИС Гаревски излезе и кажа дека според негови информации тоа не е точно, не може да се случи за една недела, дека се уште треба да се изврши таа санација таму, има цевки кои треба ЕСМ да ги отстрани и така натаму. Кои се вашите информации? Имате ли некакви информации за мостот Беласица? Па имам најрелевантни информации. За момент ќе ве потсетам дека професорот Гаревски е ангажиран од кого? Знаете од кого е ангажиран? Од градот Скопје. Да работи на утврдување на штетата. Ако некој е повикан да каже колку мостот е оштетен, во овој момент тоа е професорот Гаревски, за кој што според последните информации кои што ги имам е ангажиран од градот Скопје или беше ангажиран од градот Скопје. Утрото после големиот пожар на мостот Беласица лично отидов на лице место. Асфалтот од горната страна, значи на мостот, асфалтот беше жежок. Професори неколку, сега не се битни имињата на професорите. Двајца професори имаше, професор и професорка. Од градежен факултет, зборувам за професори кои што јас ги почитувам и немам причина да се сомневам во нивните изјави. Беа категорични дека постои можност за голема штета на конструкцијата на мостот, бидејќи високата температура можеби ја ослабнала арматурата во мостот, но немам причина да не верувам на градоначалничката, таа кажа дека се направени испитувања и мостот ќе биде пуштен, но да почекаме да видиме што ќе се случи, бидејќи Гаревски излезе со едно друго тврдење. Во секој случај тој мост е неопходен на скопјани, но од друга страна се поставува едно прашање. Мостот ќе биде пуштен, ќе поминат неколку месеци, година, 2, 5, 10. После 3 дена кои ќе го пуштат, ние ќе го забораваме мостот, дека имало проблем на него. После 10 години, еден убав ден, кога е шпицот околу 15-16 часот, на мостот хипотетички може да има 300 возила. Знаете дека и од едната и од другата страна има семафори. Од еден до друг семафор, ја верувам дека има 100 возила. Долг е целиот мост. 4 коловозни ленти по 100 возила, 400 возила. 400 возила по двајца просек да ставаме, бидејќи ќе има и автобуси со повеќе патници, му доаѓа голема бројка на луѓе. Значи, треба да бидеме многу внимателни, но повторувам, немам причина да не верувам на градоначалничката, бидејќи убеден сум дека таа има повеќе информации од нас и од мене. Таа е апдейтирана. Инаку што се однесува до оние цевоводи, бев на лице место, ги видов, впрочем, секој оној кој што минува под мостот да се прошета, да трчи, да вози велосипед, може да ги види. Се работи за големи цевки со диаметар можеби од 1 метар, така на памет зборувам, плюс минус некој сантиметар, низ кој што топлата вода од топланата оди кон општина Аеродром и тие се многу тешки и постои една условно да наречеме дигалка која што оди по шини вградени во мостот. Овие шини се змијовидни. Значи, од високата температура се стопили и станале змијовидни, наместо да бидат прави. Тоа значи дека шината со која што треба цевките да бидат симнати една по една, не е функционална и дигалката не може да се движи. Значи, најпрво треба да се отстранат постоечките шини, змијовидни шини, тоа секој граѓанин може да го види ако погледне нагоре, потоа да се инсталират, да се вградат нови шини. Но напоменувам од информациите кои што јас ги добив од луѓето кои што беа на лице место, овие шини биле вградени во самиот мост, во арматурата. Значи, ја не знам на кој начин може да се вградат новите шини. Ќе биде многу тешко. Значи, треба да се вградат нови шини по кои што ќе се движи дигалката, која што ќе ги отстрани оштетените цевки и ќе се монтират нови цевки за ние да имаме грејење. Затоа ова го мултиплицира проблемот не само од сообраќајен аспект, туку и од топлотен аспект, особено ако повторно имаме зголемени цени или ситуација како минатата година, значи, кога нема кој да менаџира топланата, па треба владата да интервенира. Тоа секако, значи, мора да се реши во текот на летото, пред да почне грејната сезона. Апсолутно. Пред да почне грејната сезона мора да бидат монтирани новите цевки и тестирани и да бидат целосно функционални, освен ако не се измисли некој друг начин да не минуват под мостот, да минуват на друго место. Да. Добро, вие зборувате за превентива, па еве кога зборуваме за превентива и вие самиот спомнавте пред самиот почеток сме на летото, ќе очекуваме високи температури, пожари ќе имаме секако. Секоја година од прилика
го зборуваме и истото, подготвени ли сме за пожарите? Еве и ЦУК, и ДЗС, и останатите институции, можеме ли да се справиме со нив? Имавме минатата година некои лоши ситуации, како стоиме добро ова? изменаджирани. Минатата година имавме неколку многу тешки, сериозни пожари, кои што беа добро изменаджирани, а за жал нешто кога добро ќе биде изменаджирано не добива многу на публицитет. И медиумите и граѓаните функционираат на принцип колку полошо, толку подобро. За жал лошите вести повеќе привлекуваат внимание, но тоа е нормално, така е насекаде во светот. Затоа имаме такви наслови. Автобус излетел во провалие и отварате вести, гледате дека е тоа во Босна. Ама вие добивате првата представа дека овде. Но како и да е, последните Добро, тоа е непрофесионално новинарство. 3 години, но за жал така функционира. Тоа не е во ред. Особено порталите. Не зборам за телевизиите. Телевизиите се нешто сосема поинакво, но денес знаете дека повеќето, особено младите, се информираат од мобилните телефони. Гледаме такви наслови, сензационалистички, лов на кликови, тоа тотално непрофесионално, не се кажува дека не е во Македонија, дека е во друга земја и така натаму. Секоја наредна година сме се поподготвени, за разлика од пред 3 години сме неспоредливо поподготвени. Започето благодарност до вас, благодарност до вашата телевизија, но и до сите медиуми за кревањето на свеста кај граѓаните. И тука и ЦУК има една голема улога, би рекол, темата пожари ја држиме жива 3 години, дури преку зимо. Знаете дека без малку да нема интервју и зимно време некој да не ме праша за нашата подготвеност за пожари. Верувам дека порано не беше таква состојбата. Пожарите не добиваа такво место и таков третман во медиумите и на тој начин вие помагате на кревање на свеста на граѓаните кои што се многу посвесни дека еден фрлев отпушок од цигара преку прозор од возило, вие го фрлате овде, но 6 км подалеку може да убие некое дете кое што си игра во некоја ливада. Затоа што може да предизвикате пожар, ќе дувне ветер, брзо ќе го засили пожарот и ќе настрада некое дете, некое семејство или ќе имаме голема материјална штета. Така што свеста кај граѓаните е подигната, мислам дека се значително повнимателни, вклучително палење на огнови на разни места, скари, многу повнимателни. И од друга страна, капацитетите на локалната самоуправа, да речам, во најмала рака свесност е на друго ниво. Сега, еве ја користам и ова прилика пак да упатам апел до градоначалниците. Кога ќе имат пожар да го гасат како знаат и умеат. Државата ќе помогне тогаш кога ѓаволот ќе однесе шегата. Значи, градоначалниците со својата територијална противпожарна единица се должни да го гаснат пожарот. Ако не успеват самите, или ако е мала општина која што нема противпожарна единица, барат помош од суседната општина која има. Значи, откако ќе побарат помош од суседните општини, тогаш може да побарат помош од тимовите на ДЗС. И ова не е затоа што ние како централна власт штедиме. Ова е затоа што се поставува прашање што доколку во исто време на 10, 15 или повеќе места имаме пожари, тогаш ние каде попрво ќе ги пратиме нашите државни ресурси, авионите и хеликоптерите. Со тој проблем се соочивме пред 3 години, иако за волја на вистината тогаш ги немавме авионите. Значи, апелирам до локалната самоуправа, до градоначалниците да ја проучат оваа материја, да бидат подготвени. Колку порано се изгасне пожарот, толку полесно се гаси. Колку повеќе се разгорува, потешко се гаси. И ризикуваме некој да загине. За нас од ЦУК safety first. Човечкиот живот на прво место. Јас и пред 3 години зборував за време на големите пожари, нови дрвја ќе пораснат, луѓето кои што би настрадале во пожари нема да се вратат. Значи на прво место нашиот фокус е врз луѓето. И оваа година можам да се пофалам дека 3 авиони на дирекцијата за заштита и спасување се функционални, можат да летат, можеме да сметаме на нив во било кое време, освен ноќе се разбира. Понатака армијата има 2 хеликоптери со кои што може да се гаснат, да учествуваат во гасење на пожари и МВР, еве вчера министерот за внатрешни работи ми информира дека веќе имат и 3 хеликоптери со ведра. Значи започнаа со еден, веќе има 3 хеликоптери. Но проблем е сите 3 одеднаш да се употребат затоа што и капацитетот со луѓе е граничен. Но како да е, ресурсите оваа година се значително или неспоредливо би рекол посилни во однос на пред 3 години. Не ве прашав уште една работа многу важна за мостот Беласица. Не се најде никогаш виновникот за тој пожар. Значи, имавме една изјава од градоначалничката Арсовска дека се работи за човечки фактор и толку. Значи, никогаш не дознавме кој го запали мост. Ако е човечки фактор. Ќе си дозволам да шпекулирам. Не е намерно запален. Тоа
сум многу убеден во тоа. Проблемот е што Добро, но без разлика. во коренот на мостот живееле луѓе или престојувале, можеби не живееле цело време, што е недозволиво. Живееле луѓе или бездомници или одредени социјални категории, морам да бидам внимателен да не навредам некого, но тие луѓе, имам неофицијални информации од полицајци, поранешни полицајци кои што овде трчаат покрај кеот, забележале дека има продолжни кабли, значи овие кои што живееле под мостот, најверојатно од главната инсталација за напојување на светилките на мостот си влечеле струја. Јас се сомневам, значи ова е на ниво на шпекулација дека на тој начин е настанат пожарот, бидејќи сепак таа заштитна обвивка верувам дека не е лесно запалива. Никој никаде не става лесно запалива заштитна обвивка, но и вие како истражувачко новинарство распрашајте се каква била обвивката и зошто крена 1000 степени Целзиусови. Или дали навистина температурата била 1000, можеби била 800, можеби 200. Информациите од пожарникарите кои што имат гаснето илјадници пожари е дека температурата на оганот била преку 1000 степени Целзиусови. Тие се тука непосредно гаснат и ја чувствуваат температурата. Да не заборам да ги пофалам за храброста, бидејќи да се гаси на такво место пожар високо горе е многу отежното, особено над коритото на Вардар, кој што патем овде и многу широко. Да. Добро, уште едно прашање за ЦУК, како функционира бројот 112, претходното гостување кога беше пред некој месец, кажавте дека сте задоволен, уште ли е добро таму, се јуварли граѓаните, како функционира се? Би рекол безпрекорно со тоа што ние го градиме во движење. Далеку е сега 112 од мојата визија. 112 треба да биде тоа што е 911 во Америка. Тоа е мојата визија. Еден број за се? Не, тој во овој момент е еден број за се, но операторите кои што ќе се јават не треба да бидат обични телефонисти кои што само ќе ги пренасочуваат по виците. И сега во обуката и барам од нашите телефонски оператори, најобично кажано, кои што се јават на 112, прво да покажат емпатија со оние кои што се јават и да се обидат да ја помогнат максимум што можат. При тоа понекогаш пат се прават конференциски разговори, значи ако се вклучени повеќе институции, ако некаде треба полиција и брза помош и противпожарна, ние одеднашка зборуваат сите и разговорите се снимат. И тоа е едно од најважните моменти е снимањето на разговорите. Ако некаде работата не е завршена професионално, ако се јави некој проблем, грешка, ние можеме било кога да ги прислушаме овие разговори и да утврдиме кој погрешил. Каде е грешката? Сега не може да си ја префрлат вината едни на други и затоа сите си исклучително внимателни. Но овој број е брана за лажните повици, но и за погрешни повици. Ние ловиме огромен број на повици. Ние дневно во просек добиваме 1500 повици. Од нив 200-300 во просек се реални повици од луѓе на кои што треба помош. Останатите се злонамерни, некој ќе се јави од патолошки мотиви да се зафркава со операторите, но ние имаме начин како тоа да ги елиминираме тие броеви. Друг ќе се јави погрешка, мислејќи дека нудиме услуга која што ние не ја нудиме. На трет мобилниот ќе му задзвони од джеп, има опција со стискање на Samsung на копчето од страна, веднаш да го добиете бројот 112. Ако стиснете панично 5, 6, 7, 8 пати, веднаш врти во 112 и притоа нашите оператори ја гледат и вашата локација, вие не треба ништо ни да зборувате. И така што тој систем работиме сега втората фаза, чекаме и донација од Европската унија, од фондовите на Европската унија. Мислам дека значително ќе го развиеме, но реално се уште бројот не е познат меѓу граѓаните, еден мал дел од граѓаните се запознати со него. Тука се пред се лимитите кои што ги имаме во делот на рекламирање. Знаете дека владата избегнува да се рекламира. Сега постоеше можност за промена на законско решение, не знам до каде е во овој момент, да може владата со прекуплатена кампања да се рекламира, одредени производи да ги рекламира. 112 треба да биде рекламиран, бидејќи е скапа алатка, скап број кој што државата ја чини многу пари, иако најголемиот дел од парите се дадени од Европската унија и штета е да не ја користиме со полн капацитет. Да. Добро, пред самиот крај уште нешто за вашето политичко делување. После оној неуспех да се изгласа предлог закона за дополнување на законот за бранители, излеговте на некој начин револтиран на пресконференција, најавивте божно излегување од владата доколку не се изгласа тој предлог закон. Се уште ли сте на тој став? Има ли некаков напредок околу тоа прашање? Да појаснам со една реченица зошто бев револтиран.
Беше ден среда, кога не помина измената и дополнувањето. Ниту еден медиум не објави. Никој не реагираше, ниту од инвалидите, ниту од семејствата на загинатите. Никој буквално не реагираше јавно и јас луѓето можам да ги разберам семејствата на загинатите, делумно и инвалидите, но не сите. Бидејќи тие може да направат пресконференција, не треба да чекат само достоинство, ние немаме ексклузивно право да правиме пресконференции на таа тема и затоа почекав и во сабота, кога реално нема многу настани, одржав една пресконференција на која што упатив порака дека ако не помине одлуката на предлог одлуката која што достоинство доставив до влада, а која што во суштина ги содржи горе-долу истите работи од предлог законот кој што не помина во собранието, дека ќе ја напуштиме владината коалиција. Имав неколку разговори на оваа тема со релевантни фактори од владата и сме на добар пат да го надминеме овој проблем. Јас сум многу голем оптимист, но се додека не го завршиме, не можам да бидам сигурен. Претходната иницијатива за исправање на неправдата на 4 војни инвалиди кои што со камата ја враќаа замената оштета, исто бев оптимист дека ќе ја поминеме за неколку месеци, се разлеше 4 години. Во времето на премиерот Заев, и тоа со негово знаење, со негова дозвола и со негов притисок да ја надминеме, се соочивме со бирократски процедури и не успеавме. И дури пред веќе помина една година успеавме да решиме. Но јас сум оптимист и мислам дека владата ќе донесе одлука со која што ќе ја исправи големата неправда нанесена на 15-тина семејства на загинати бранители од 2001 година и одредена бројка на војни инвалиди. Излегувам со бројката 30-тина војни инвалиди, но најверојатно бројката е помала бидејќи само неколку луѓе се јавуваат. Постои може да се повеќе, ама траат и чекат на готово, кој ќе помине, ќе се појават. Но убаво и сега да се јават. Заедно да направиме притисок. Имате ли политичка подршка од СДСМ и ДУИ за ова? Од СДСМ од старт имам голема политичка поддршка и за собрание. Јас со координаторот на СДСМ Јован имам изворедна комуникација. Тој беше расположен ние да излеземе со предлог закон на достоинство за дополнување. Воопшто ни не правеа препреки. Тоа зборував со премиерот Ковачевски. Со негова дозвола зборував со Јован, со координаторот. А што е со ДУИ? Но проблемот е што ДУИ може да го закочи. Се разбира дека ДУИ претходно не се согласуваше, но сега мислам дека ќе го надминеме тој проблем. Добро. Господине Ангелов, ви благодарам за ова гостување. Благодарам за можноста. И со ова гостување на господин Стојанче Ангелов, директор на ЦУК, го завршуваме и ова Студио 10.